Опозицијата покажа конструктивност, гласаше за пакетот економски мерки за помош на граѓаните и компаниите, но ја покажа што аномалијата на слабото владеачко мнозинство, каде отсуство на двајца пратеници може да значи блокада на собранието. Со цел помош за граѓаните ВМРО ДПМН и во наредниот период ќе барва посебни ковид седници, него ќе се гласаат само здравствени и економски предлог закони. Координаторот на пратеничката група на опозицијската партија Никола Мицевски најави дека нема да им прават кворум на власта за законите за кои сметаат дека се непотребни. ВМРО ДПМН ќе делува институционално, но нема да им прави кворум за овие седници. Неколку пати најавувам дека е потребно да се организираат посебни ковид седници на кои што брзо ќе бидат изгласани законите од здравството и економијата кои што е во интерес за спречување и намалувањето на пандемијата. За тенкото парламентарно мнозинство на владеачката СДСМ пак виновним се ВМРО ДПМН. Пред гласањето во собранието пратеникот Костадин Костадинов кажа дека опозицијата била кошничар на помошта на граѓаните, што подоцна се покажа дека не е така. ВМРО ДПМН еклатантно се покажа дека е против интересот на граѓаните, против македонската економија, против директна поддршка на компаниите. Тоа е со сигурност неодговорно кон државата, неодговорно кон граѓаните кои не избрале и кои не плаќаат преку буџетот на оваа држава. Сепак не се знае кога граѓаните и стопанството ќе ги добијат парите предвидени со овие мерки. Согласението само влегува во комисиска процедура во собранието, а најава за нивна блокада пристигна од коалицијата, Алијанса за албанците и Алтернатива. Тие порачуваат дека ќе поднесат 1000 амандмани за секој 4 предлог закони, доколку не се изгласа законот за државјанство. Нема да е човечки од нас да ги надминеме тие за да одиме на друг пакет мерки. Затоа ние се уште времено како коалиција сме застанали кај законот за државјанство и блокадата што ја направила мнозинството и македонската опозиција. Тој момент со кој се одблокира, тој иста важност ќе има секој пакет и граѓаните ние не ги разликуваме. За нас како опозиција граѓаните се равноправни и на сите им треба и економска и финансиска помош. Поради тенкото парламентарно мнозинство, премиерот Зоран Заев најави можно воведување на вонредна состојба, што според собранискиот спикер Талат Џафери е невозможно, бидејќи за такво нешто е потребно двотретинско мнозинство во собранието.